Добро вечер, почитувани. 18:10, термин резервиран за или против на Алфа. Ви благодарам за вниманието. 2 недели откако е ставен во функција системот Safe City. Веќе се анализираат првите ефекти, се бројат изречените казни, но и парите кои влегува во државната каса, се согледуваат влијанијата кој што ги има безбедносниот систем врз безбедноста во сообраќајот, како во Скопје, Куманово, Тетово, така и на коридорите 8 и 10. Имаше протести, но иницијативи од опозицијата до Уставниот суд. Ова се дел од темите кои што вечерва ги отвараме со моите соговорници. Гости во студиото се Драгана Бојковска, пратеник од ВМРО ДПМН. Добро вечер. Добро вечер. И Младен Јаневски, сообраќајен инженер. Добро вечер и за вас. Добро вечер. Јаневски, ќе почнеме со вас. Ги видовме бројките од првите 7 дена, речиси 5000 казни, над 90% за брзина, надминување на брзината во возењето, односно на дозволената 50 км на час. Дали овие бројки се очекувани? Ако споредиме 1 декември со 1 февруари, 220 пати е разликата. Ако имавме 110.000, сега имавме околу 500, односно 600. Дали овие бројки беа очекувани? Пред се мораме да кажеме дека ова е драстично намалување во однос на тогаш опомените, а сега веќе глобите кои што се изрекуваат од системот за безбеден град, што навистина е за пофалба. Тоа значи дека имаме навистина големо подобрување во однос на однесувањето на сите учесници во сообраќајот. Намалена е бројката на 1 декември, како што кажавте, имавме повеќе од 110.000, чинам беше бројката околу 120.000 опомени на првиот ден од тестирањето на системот. Да сега, кога веќе системот е во имплементација, имаме нешто помалку од 5000 изречени санкции во рок од 7 дена. Така, што значи дека бројката е навистина намалена и тоа е навистина прво е за пофалба за нас како сите учесници, како учесници во сообраќајот, а мора да се пофали и имплементацијата на системот, затоа што бројките кажуваат дека имаме намалени сообраќајни несреќи, намалени жртви во сообраќајот, намалени повредени во сообраќајот, што е навистина за пофалба. Да, бројките ќе ги анализираме. Меѓутоа, ни требаше ли повеќе време за она пробен тест период, бидејќи еве сега јас кога возам постојано гледам на шал таблата на автомобилот да видам дали ќе надминам 50, дали да ставам во трета, во четврта колата, верувам и вие. Уште не сме навикнати, бидејќи претходно знаеме, никој од нас не ги почитуваше правилата и прописите, особено во главниот град каде што имаме регистрирано најмногу прекршоци. Така, имавме ние тест период од 2 месеци, кој што навистина беше според мене доволен за да осознаеме како тој систем функционира. Што од една страна мораме и да, ајде да кажам така, да се заблагодариме на државата, односно на сите оние кои што учествуваа во спроведување на овој систем, за целиот тој тестен период кој што ни го оставија за да видиме како тој систем навистина функционира, каде се камерите поставени, со која брзина би можеле да се движиме и така натаму, и моментот на прагот на толеранција, кој што се донесе се со цел да не мора постојано да гледаме во брзинометарот, а при тоа да можеме и да се посветиме на сообраќајот и да сме некако малку пофлексибилни во брзината на движење. Да, ќе го отвориме и тоа прашање, или секако подоцна во емисијата, меѓутоа колку реално време ќе биде потребно овие казни од 500-600 изречени во текот на денот, зборувам за главниот град, да се намалат? Видете, точен период не можеме да знаеме, меѓутоа ќе ни треба ли долго време да се привикнеме на сигурно период од неколку месеци. Меѓутоа гледаме дека стануваме се подисциплинирани учесници во сообраќајот. Ако претходно сме биле сведоци на почитување на сообраќајни правила надвор од Македонија, сега сме сведоци на почитување на сообраќајни правила во Македонија. Така да, тоа е навистина еден голем чекор кој што ние го имаме како држава и како граѓани направено во однос на сообраќајната безбедност. Добро, Бојковска, беа донесени оние сет законски измени во законодавниот дом, поддршка, иако ветија некои партии од опозицијата не го поддржаа законот. Генерално, како сте задоволни од стартот? Планирано, мислам, како што планиравте ли се овој
овие денови 12 од почетокот на ставањето во функција на системот CFCT? Така, па јас најнапред морам да истакнам едно мое лично мислење, вака еден поширок контекст да му дадеме на самото функционирање на системот Безбеден град. За мене системот Безбеден град не е само систем за детектирање на сообраќајни прекршоци и казнување, туку за мене овој систем значи пред се, како што видовме, спасување на човечки животи. И тоа е нешто кое што дава поголем контекст на самата имплементација на системот Безбеден град, а потоа по оние спасување на човечки животи доаѓа во прашање нашата сообраќајна култура. Младен многу важна работа напомена, тоа е дека ако сме знаеле да се однесуваме во европските држави да ги почитуваме сообраќајните правила, сега доаѓа истото да го почитуваме и тука, така што со самиот систем на Безбеден град го поздравувам тоа кое што македонските граѓани го покажаа, тоа значи дека можеме да имаме соодветна сообраќајна култура и да одговориме на оние предизвици кои што се сега пред нас. И многу ме радува што не само учесниците во сообраќајот се покажа на зрелост и покажа почитување на законите, туку гледам и соодветни позитивни впечатоци од оние кои што можеби не се директни учесници во сообраќајот и го поздравуваат тоа на начин што знаеме дека претходно големи жртви исто така беа и пешаците, учесниците во сообраќајот со велосипеди, така што мислам дека ова темпо ќе донесе до тоа да спасиме пред се што е можно повеќе човечки животи. Како што напоменавте, ние донесовме сет на закони кои што ќе се усогласат со овој систем на Безбеден град и кои што ќе донесат едно попозитивно законско решение. Впрочем, и на оние 6 закони кои што беа дел од пакетот Безбеден град сум и јас подносител заедно со моите колеги. Многу жалам што на вистина овој систем за Безбеден град пред се треба да биде еден надпартиски систем и едно надпартиско делување. И тоа и го покажавме во нашето делување, да повикаме на консензус кога се работи за безбедноста за граѓаните, бидејќи ценам дека безбедноста на граѓаните не е партиско прашање, туку тоа е национално државно прашање за кое што требаше сите ние да застанеме. Безбедноста на граѓаните не препознава партиска определеност, не познава верска определеност, не познава препознавање по однос на одредена нација. И затоа многу ми е жал, можам да кажам, дека на овој систем Безбеден град определени политички структури не дадоа поддршка онаму каде што беше најпотребно, а тоа е во собранието со гласање на оној сет на законски измени. Видовме реторики во кои што дневно политички теми се отвара, за мене сосема непотребно како пратеник и како граѓанин пред се стојам над онаа цел која што е за нас најважна, тоа е да се обезбеди овој систем на Безбеден град да биде целосно функционален, без партиски стеги, без партиско влијание, целосна дигитализација, за да можеме да имаме една поголема функционалност на самиот систем. Да, веќе ги начнавте партиите од опозицијата. Зијадин Села поднесе иницијативи до Уставниот суд. Тој смета дека селективно схема во CFCT ќе се казнуваат само етничките албанци во Македонија. Како го коментирате практично ова и дали ова ќе помине кај уставните суди иницијативата од Села? Па, најнапред повторно ќе изразам жалење што овие политички субјекти кои што ги напоменавте, повторно му даваат на ова државно национално прашање, важно прашање за граѓаните, повторно еден политички контекст и тоа злоупотребувајќи ја ова национална припадност. За мене тоа е понижување буквално на националната припадност на овие граѓани. Јас посебно како правник ќе кажам дека не се коментираат одлуки на Уставниот суд, ќе почекаме да видиме што ќе донесе Уставниот суд, но прилично сум сигурна дека тоа нема да оди во полза на овие политички субјекти, бидејќи кога ги креиравме овие законски решенија, овие 6 законски решенија, многу внимававме на уставноста и на усогласувањето на законите, особено внимававме исто така и на усогласувањето со европската легислатива, бидејќи ова е систем кој што не се воведува прв пат
само во Македонија, туку е систем кој што се имплементира и во развиените земји членки на Европската унија, каде што можевме да земеме еден компаративен пример во кој што ќе се имплементира и овој систем, така што навистина неодговорно го оценувам ова однесување на политичкиве субјекти кои што не дадоа целосна поддршка на овој систем и ќе видиме како ќе се одвива понатаму. Добро, како аргумент плюс го наведува тоа дека пораките од безбеден град нема да стигнуваат на албански јазик до населението што се има изјаснето како етнички албанци, па и тоа дополнително го доставија до Уставниот суд. Имаше ли простор собранието да го направи тоа да биде така? Потполно ќе кажам дека нашите законски измени се однесува на целосно согласување со сите закони и со уставот на нашата држава. Со самата дигитализација апсолутно можеме да работиме на подобрување на сите процеси, на подобрување на самиот систем на безбеден град и она кое што навистина мене ме заинтригира, особено бидејќи се спомнува националната припадност, а во овој контекст овој политички субјект ја истакнува загриженоста по однос на казнувањето на овој етникум, јас можам да кажам едно огромно задоволство и една огромна, би рекла, пофалба на покажувањето на политичката зрелост токму во овие градови каде што конкретно имаме можеби да речеме поголема припадност од страна на граѓаните нели на овие етникуми. Конкретно во Тетово и во Куманово имаме навистина значително намалување на детектирање на сообраќајни прекршоци, што значи дека навистина покажуваат овие граѓани зрелост. Така што пораката мислам дека е испратена оттаму дека навистина треба да се даде една надпартиска цел да се заборават етникумите и кога се работи за ова прашање, туку да се стави акцент на запазување на човечките животи, така што јас ја поздравувам оваа иницијатива во контекст на тоа што гледаме дека во овие градови каде што и самиот села напоменува дека се казнуваат само одредени етнички структури, дека покажуваат граѓаните зрелост и дека имаме драстично намалување прво на човечките животи таму и второ дека покажуваат граѓаните таму зрелост на почитување на системот безбеден град. Јаневски, како вие гледате на поставувањето, односно поставеноста на безбедносниот систем Safe City? Зборуваме за Скопје. Граѓаните реагираат по социјалните медиуми, на Пластичарска нема камери. Други пак политички структури велат дека на Џон Кенеди во општина Чаир, главната улица практично, има најмногу камери и таму најмногу ќе се казнуваат граѓаните за непочитување на сообраќајните правила и прописи. Има ли простор за подобрување на поставеноста на системот? Простор за подобрување секогаш има. Тоа како е поставен сега системот, јас искрено не би наоѓал замерки, затоа што системот е за нас се уште нов, се уште е во почетокот на својата имплементација, а простор за подобрување, додавање или одземање на камери, јас сум сигурен дека секогаш има. Не треба да гледаме на тоа или на поставеноста на овој систем низ призма на тоа дека некој ќе биде повеќе или помалку казнуван. Правилата важат подеднакво за сите. Утре јас можам да движам под Џон Кенеди да добијам казна, така? Утре може било кој да движи под Џон Кенеди да добие казна. Или по било која друга улица каде што овој систем е поставен и се имплементира. Така да, навистина е апсурдно да се збори за приоритизирани или неприоритизирани групи или граѓани во главниот град, кога системот се имплементира навистина по територијата на целиот град Скопје, па дури и по коридорите 8 и 10. Добро, министерот Тошковски рече дека 80% од камерите биле поставени од тим на негов претходник, односно на Оливер Спасовски. Дали согласно инфраструктурата може би требаше да има некои поголеми корекции, односно некаде да има повеќе камери или таму кај што ги лоцираат црните точки, кај што има повеќе сообраќајни незгоди, на други места пак да се дозволи поголема брзина со оглед на раздвиженоста на пешаците. Така. Доколку ја нема на тоа. Вака. Овој систем, односно на овој систем веќе се работи години наназад. Не е ова нешто што се измисли во последниве 6 месеци или година дена. Овој систем е за пофалба од било која власт што почнала да работи на него и да го имплементира.
Тука, како што кажа и Драгана, не треба да гледаме партиски предзнак. Се работи за безбедноста на граѓаните, се работи за човечки животи кои што ние не во десетици, туку над 100 ги губиме секоја година на македонските патишта. Црните точки во државата ги знаеме сите. Се надевам дека со имплементација на овој систем и во наредниот период ќе се обрне повеќе внимание од надлежните институции да на тие црни точки се постават камери со одветна сигнализација и целосна имплементација на овој систем со цел бројот на жртви и на сообраќајни несреќи на овие црни точки да се намали. Веќе напоминавте, законот важи еднакво за сите. Ке важи ли се и сите еднакво за сите? Мора да важи. Мора да важи, затоа што живееме во правна држава. Граѓаните земаат за резерва, бидејќи знаеме во Македонија како функционира системот. Да, ке важи за нас, меѓутоа еве функционерите нема да плаќаат, директорите нема да плаќаат, градоначалниците нема да плаќаат, меѓутоа обичниот народ ќе ја полни државната каса. Јас не би гледал на тоа како полнење на државната каса. Можеби ќе биде лошо кажано или изразено од моја страна, меѓутоа никој никого не присилил да направи прекршок. Така. Свесно или несвесно ги правиме прекршоците и за тоа треба да си сносиме одговорност. Денес, утре може и на мене да ми се случи да направам прекршок. Значи, не е тоа дека некој ќе ја полни државната каса. Ако веќе так гледаме низ таа призма, дали државните каси ги полнат и другите европски држави кај кои што овој систем функционира. А таму ги почитуваме законите, како што кажав и претходно. Дали би се осврнале, односно би кажале на една Германија, Словенија, Босна и Херцеговина и така натаму, дека ги полнат касите од народни пари, затоа што имплементираат систем кој што важи за сите граѓани и при тоа спасува човечки животи. Малку сакајки да се привлече одредено внимание, се излегува од она што е логично и што ни е нам потребно. Нам ни е потребно да спасиме повеќе човечки животи во Македонија. Лани имаме 115 жртви на македонските патишта. Човековиот живот нема цена. Подобро санкција од 15, 20, 30 евра, отколку изгубен човечки живот. Ако се најде некој доволно храбар да каже колку вреди човековиот живот, во ред да ги израмниме цените тогаш. Меѓутоа, апсурдно е да се збори за ова. Да, прашањето следно ми е и до вас, како ќе убедите граѓаните дека нема привилегирани во сите системот функционира подеднакво за сите? Тоа е ставот на сите функционери во МВР. Како што напоменав, не постои таква некоја листа во која што едни ќе бидат привилегирани или непривилегирани без разлика на кој да се работи, дали бил припадник, не знам, дали бил носител на јавна функција или било кој да е граѓанин во Република Македонија, вклучително јас во тест периодот добив предупредување за надминување на мојата брзина со 51 км на час, така што апсолутно паѓа во вода тезата дека едни ќе бидат привилегирани, други непривилегирани. Многу важна работа која што сакам да ја напоменам, бидејќи ги слушнав и јас оние би рекла наводи дека ова ќе биде систем само за да се полни државната каса. Напротив, како што напоменавме во текот на емисијата, во декември месец луѓе имаме ние 0 човечки жртви како последица на сообраќајни незгоди. Тоа за мене е голем успех, бидејќи доколку спасиме еден човечки живот кој што би бил потенцијален, би била потенцијална жртва на сообраќајните незгоди, тогаш за мене е постигната целта на системот Безбеден град. Многу важна работа која што мислам дека треба да се комуницира во јавноста, особено по однос на оние наводи дека наводно ќе се полни државниот буџет, е оние информации кои што ги имаме еве сега од Министерството за внатрешни работи, а тоа е дека претходно без системот Безбеден град, полициските службеници кои што биле одговорни за сообраќајните прекршоци да се детектираат, во некоја неделна основа се движеле изрекување на прекршоци од 1000 до 1200 прекршоци. Сега со системот Безбеден град ние со поставување на камерите на неделна основа имаме околу 500 детектирани сообраќајни прекршоци, што значи дека оној тест период кој што го имавме за македонските граѓани, кој даде резултатот кој што го очекувавме, за кој што навистина не беше целта да се постигне, тоа е да се постигне прво сообраќајна култура во Македонија, да имаме свесност и
секако да се спасат повторно човечки животи. Така што мислам дека во овој контекст самите бројки кои што излегуваат од Министерството за внатрешни работи укажуваат дека не е на нас главната цел да се наполни државниот буџет и да имаме некоја репресивна улога, туку напротив да се постигне ова за кое што и денеска сме сведоци како учесници во сообраќајот, да се намали брзината, да имаме сообраќајна култура и да се постигне целта на постоење на самиот систем безбеден град. Да, но сепак според пресметките на медиумите, ако се земат оние висините на казните за изречените прекршоци, минимум, ако се платат сите казни во првите 7 дена, во рокот од 8 дена што го имаме за преполовување на казната, влегле 70.000 евра, а ако никој не го испочитува рокот да плати во 8 дена, ќе влезат 265.000 евра за една недела. Ова се сериозна сума на пари што ќе влегува во државната каса. Зашто ќе бидат искористени овие средства? Најнапред мораме да кажеме дека влегувањето на пари во буџетот и кога кажуваме бројки по однос на тоа колку пари влегле, предпоставам дали на неделна основа или месечна основа можеме да зборуваме, многу е важно да се каже колкав број на констатирани прекршоци имаме во оваа една недела и бројките укажуваат дека помалку сообраќајни прекршоци и помалку казни се изречени откако е спроведен системот безбеден град, отколку кога се изрекувале казни без овој систем. Нели сега е дигитализиран системот и автоматски стигаат по пат на SMS пораки, на имејл овие известувања за казни, детектирањето само. И тука би напоменала дека нашата цел, повторно ќе кажам, не е самото собирање на буџетските средства, туку она кое што денеска го констатираме, тоа е намалување на сообраќајните прекршоци. Она кое што го напоменавте по однос на самите глоби кои што се плаќаат во рок од 8 дена, тоа беше правило и претходно, доколку се плати самата казна порано, глобата ќе биде исто така и пониска, но еден важен момент кој што исто така мислам дека е важно да се комуницира со македонските граѓани, а во насока на тоа да се навистина да се почитуваат законите, да се намалат сообраќајните прекршоци, е дека во овие 8 дена доколку се плати нормално нели казната, ќе се преполови самата глоба, но исто така и изрекувањето на забраната за управување за возило, доколку исто така по однос на законот се прифати со сторениот прекршок, исто така има можност за намалување на самото изрекување на управувањето со моторно возило. Укажува на тоа дека пред се не треба да имаме репресивна улога, туку да се остави простор за македонските граѓани да покажат свесност за самиот систем безбеден град и полека како се спроведува системот и како граѓаните покажуваат свесност на почитување на системот, ние полека и ќе го намалуваме и прагот на толеранција. Во оваа една недела 22.500 прекршоци се во областа на прагот на толеранција, оној од 15% од дозволеното кое што го напоменуваме и претходно дека имаме праг на толеранција од 15%, во Европската унија прагот на толеранција е 10% и затоа напоменувам како полека македонските граѓани укажуваат на свесност на системот безбеден град, така и ние полека ќе го намалуваме прагот на толеранција на 10% за да се согласиме со европските регулативи. Дали тоа значи дека пратеничката група на ВМРО ДПМН од каде доаѓате е отворена за разговор со граѓаните, со здруженијата на граѓани, кои би евентуално би побарале намалување на казнената политика, односно висината на казните? Апсолутно, ние сме отворени пред се за дискусија и за поправање на недостатоците кои што ќе се јават по самиот систем на безбеден град, во контекст на подобрување на самиот систем. Јас не би одела можеби повеќе на она репресивна улога или намалување на казните, но повеќе би одела во начинот на подобрување на нашите пред се сообраќајни правила, можеби, по она кое што го имам до овој момент од Министерството за внатрешни работи, дека и во тест
периодот и континуирано сега активно на целата територија на Република Македонија се работи на поставување на јасна сигнализација на нашите патишта, на проверка на самите сообраќајни правила за да немаме определени недостатоци. Еве по она кое што го гледаме од македонските граѓани е дека каде што ќе увидат одреден недостаток или неправилно спроведување на системот Безбеден град, имаат право да реагира до најблиската полициска станица за да може да се укаже на истото кое што е детектирано или доколку неосновано е истиот казнет или известен дека сторил определен прекршок, истото да го стори кај исто така во најблиската полициска станица, така што гледам дека граѓаните освен што го прават тоа, водат сметка и за тоа да им бидат ажурирани и податоците, тука мислам на телефонскиот број, на имејл адресата, се со цел да укажат една свесност дека доколку таков прекршок постои, свесни се дека треба да бидат на соодветно место адресирани за да немаме некои нелагодности. Претходно апсолутно и пратеничката група на ВМРО ДПМН и сите органи кои што се надлежни за спроведување на овие закони сме отворени за да ги видиме недостатоците и да ги подобриме овие решенија за кои што зборуваме во текот на емисијата. Така, Јаневски, високи ли се казните? Еве, вие како возач, има ли македонскиот граѓанин секогаш 20, 30, 50 евра во джеб за 8 дена да ја плати казната? Не би рекол дека се високи казните. Баш напротив, треба да постои некој одреден минимум кој што би требало казните да бидат, затоа што, како што кажав и претходно, никој не е присилен да направи прекршок. За сето она наше неодговорно однесување како учесници во сообраќајот, треба да се сносиме одредена санкција. Меѓутоа, она најниска глоба која што е пропишана во законот од 15 евра, мислам дека не би требало да представува потешкотија за било кој учесник во сообраќајот. Постојано ги напоменуваме европските земји, во европските земји вака, во европските земји така. Имате ли некоја статистика со гледување колку бил намален бројот на жртви или подобрен сообраќајот во европските држави од каде го крадеме во наводници ова системско решение за сообраќајот? Конкретна статистика немам за намалувањето на жртвите, меѓутоа сме сведоци на тоа дека однесувањето во сообраќајот таму е на многу повисоко ниво. Сообраќајната култура на сите учесници во сообраќајот таму е на многу повисоко ниво. Без разлика за која категорија на учесници во сообраќајот разговараме, дали се тоа пешаци, велосипедисти или управувачи со моторно возило. Така да, добро е и тоа да се земе како пример, за да ни биде јасно дека ова се прави за наша општа корист. За општа корист на граѓаните. Дали требаше, веќе напоменавте дека тест периодот беше доволено на 2 месеци да се привикнеме и добро што властите, институциите направија тест период, меѓутоа треба ли се уште дали треба едукација на населението, не во смисла на почитување на сообраќајните правила и прописи, туку на европско однесување, да не биде она нашата македонската, добро ќе се јавам, ќе ми ја скинат казната или системот нема да ме казнува мене. Во смисла на едукација и запознавање на граѓаните. Она што претходно пратеничката Драгана го напомена е тоа дека системот нема да биде селективен. И тоа е навистина за поздравување. Системот и не треба да биде селективен, затоа што во оваа држава истите правила важат за сите нас. Во оваа држава сите кога сме учесници во сообраќајот, сите сносиме подеднаква одговорност. Така да би рекол дека мораме одговорно да се однесуваме онака како што се однесуваме одговорно и кога не сме во Македонија. Затоа што сведоци сме на наши сограѓани кои што кога сме патували низ Европа, таму ревносно ги почитуваат правилата во сообраќајот. Како што може да се почитуваат, како што кажав и на почетокот, како што може да се почитуваат правилата надвор од Македонија, можеме, односно мораме да ги почитуваме и во Македонија. Така, тука ќе направиме кратка пауза за реклами, а потоа го отвараме прашањето и за одземањето на возилата. Останете на Алфа.
Добре дојдовте назад за или против. Гости во студиото се Драгана Бојковска, пратеник од ВМРО ДПМН и Младен Јаневски, сообраќајен инженер. Темата ни е Safe City, кој што веќе 12 дена функционира во Скопје, Тетово и Куманово, како и на коридорите 8 и 10. Драгана, ќе почнеме од вас. Сега, како вие гледате на тест периодот? Дали можеби требаше подолго време да потрае на тест период, подолго време државата да ги постави знаците за сигнализација, ограничување на брзина и така натаму, и оние знаци кои што деновиве ги гледаме веќе се поставени во главниот град, ги известуваат граѓаните дека на одредена далечина има систем за мерење на брзината. Па ќе ми дадете простор да го искажам моето лично мислење, бидејќи ова се сведува на крајот од денот на лично мнение или лично мислење. Ценам дека и сите наши граѓани кои што не следат имаат поделени мислења по однос на тоа, но јас би рекла дека оној период од 2 месеци кој што беше даден за тест период е сосема доволен, бидејќи ова беше најавувано и претходно, граѓаните беа запознаени со казните и со самиот систем на безбеден град како ќе функционира, така што мене ми е дури жал што овој систем не профункционира многу порано отколку што требаше да профункционира. Овој систем датира од 2011 година и целата замисла на функционирање на овој систем потекнува од тогаш. Од 2011 година до сега се поминати многу години и многу човечки животи може да бидат спасени. Жал ми е што претходната влада, предводена од СДСМ и ДУИ, не смогна сили да го стави системот во имплементација, да ги направи сите чекори потребни за овој систем да профункционира. Јас би рекла дека направивме голем исчекор по однос на самото функционирање на системот безбеден град од превземањето на власта на ВМРО ДПМН и коалицијата. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски активно работеше на целосно финализирање на овој систем безбеден град, бидејќи увидовме дека иако претходната влада можеше да го имплементира овој систем безбеден град, очигледно е дека постоело волја за истото. Предпоставувам сега по мои мислења дека се работело за калкулации по однос на тоа дали определена структура ќе има можеби политичко влијание, односно да се испостави истото по однос на резултатите на изборите кои што претходеа, но затоа напоменувам дека иако имаме коментари од типот на сега државата ќе ги казнува граѓаните, ќе се полни буџетот, ние покажуваме една зрелост дека пред се и над се ни е да ја обезбедиме онаа безбедност во Република Македонија, бидејќи како што напоменавме, просекот на губење на човечки животи во Македонија е многу поголем од европскиот просек кој што е тука. Така што јас би рекла дека доволен период е за тест период и нашата цел е, освен овие 3 градови кои што сега целосно се имплементирани во контекст на системот безбеден град, дека тенденцијата ќе не биде и на спроведување на овој систем на територијата на целата држава. Веќе имаме најави дека 40 камери ќе бидат поставени во туристичките центри во Македонија, тоа се Охрид и Струга, и тука ќе имаме исто така тест период од 2 месеци во кој што ќе можат граѓаните да се приспособат на овој систем, така што ценам дека ќе се постигне целта заради која што е донесен овој систем. Така, меѓутоа сигнализацијата се уште представува проблем. Немаме знаци секаде. Има некои улици во Скопје и во останатите градови каде што брзината е под 50, односно околу училиштата 30, 40 на некои улици кои што се според Министерството за внатрешни работи треба да се вози со таа брзина на тие улици. Дали тоа требаше да се среди до сега, поставувањето на сигнализацијата, и особено ако се земе предвид дека во првите 7 дена имаме казнато 670 странски државјани. Дали тие странски државјани се известени на соодветен начин дека има видеонадзор, системот казнува доколку не ги почитувате сообраќајните правила и прописи и така натаму? Гледате, Викторија, истите правила кои што важеа и пред поставување на системот безбеден град, практично важат и сега со поставувањето на камерите. Можеби
има неколку исклучоци во државата каде што изоставува одредена сообраќајна сигнализација, но јас по она кое што го имам како информација дека секаде сообраќајната сигнализација е обезбедена, особено пред училиштата, да бидеме внимателни, бидејќи тука веќе освен сообраќајни знаци се поставуваат и еве Младен може подобро да каже дека се поставуваат и определени сообраќајни правила каде што треба особено да се внимава. Не само сега во тест периодот, Министерството за внатрешни работи активно работеше на обезбедување на сообраќајната сигнализација за да имаме целосно функционирање на овој систем и онаму каде што во тест периодот граѓаните укажува на одредени недостатоци, ние сериозно ги увидовме и постапувавме по однос на она кое што граѓаните ни го укажуваат, така што ценам дека ова е проблем кој што е надминат и кој што доколку постои определени исклучоци на територијата на државата треба да бидат нели надополнети со поставување на таква сообраќајна сигнализација по однос на странските возила за кои што се регистрирани прекршоци. Јас би рекла дека тие законите важат еднакво за сите во оваа држава, така што странските државјани доколку се учесници во нашиот сообраќај треба да ги почитуваат правилата и законите на оваа држава согласно нели сообраќајните правила кои што се поставени на нашите патишта. Многу убаво ја почнавме емисијата, ако можеме ние да се однесуваме во европските држави соодветно на нивните правила и закони, тогаш истото очекуваме да важи за нив. Беше овој систем најавуван и предходно, на самите патишта постои сигнализација дека сообраќајот исто така се снима и се мери брзината на движење на моторното возило, така што сите услови се обезбедени. Нормално ќе работиме континуирано, не само во периодов, туку додека функционира системот Безбеден град, ќе работиме на негово подобрување, но апсолутно мислам дека за секого важат еднакво законите, без разлика дали тоа бил граѓанин на Република Македонија или странски државјани. Јаневски, ќе се сложите ли со Војковска за поставувањето на сигнализацијата? Има ли простор, требаше ли МВР предходно да го среди сето тоа и од која ќе се стави системот Безбеден град во функција, се да биде веќе завршено? Па вака, прво за поздравување е тоа што веќе МВР, претпоставувам и со локалните власти, работат на обновување и подобрување на сигнализацијата. Факт е, и сите сме сведоци на тоа дека на одредени места на вистина недостасува соодветна сигнализација. Ке се надоврзам на моментот со училиштата и градинките и образовните институции каде што имаме ограничување на 30 или 40 км на час. Тоа е навистина логично, затоа што тие патишта и пешачки премини ги употребуваат, односно учесници таму во сообраќајот се деца на кои што треба посебно да им обрнеме внимание. Дополнително, не би рекол дека е толку страшно тоа што на одредени места нема сигнализација соодветна, но се надевам дека во најкус можен рок тоа ќе биде решено и сигнализацијата ќе биде ставена во целосна функција. Веќе и при полагањето на возачкиот испит се учиме со правилата кои што важат на нашите патишта, така да можеби не е добро, но ќе речам дека веќе знаеме од прилика на кој пат со која брзина би можеле да се движиме, односно која брзина би била максимална. Иако морам да го поздравам делот кој што односно делот од поставувањето на сигнализацијата, каде што пред секоја камера која што мери брзина на движење, веќе имаме поставена сигнализација која што треба да ја почитуваме. Така, со дебатата дојдовме и до полагањето на возачкиот испит, затоа имавме протести. Граѓани излегоа на улица за да побараат да возат без возачка дозвола. Како вие како сообраќајен инженер гледате на сето ова? Мислам, апсурди некои беа, дел од барањето, односно повеќето од барањата беа апсурдни. Меѓутоа, имавме протести за тоа. Вака. Прво да расчистиме дека правото на протест е уставно загарантирано право. Меѓутоа, се си има своји граници. Веќе во изминативе 35-40 минути неколку пати и јас и Драгана напоменавме дека во оваа држава правилата важат подеднакво за сите. Како што јас сум морал да полагам за возачки
за возачка дозвола, како што вие сте морале да полагате, така мора сите кои што управуваат со моторно возило. Затоа што таму ги учиме основите, односно правилата за тоа како правилно се учествува во сообраќајот како управувачи на моторни возила. Јас не спорам дека некој може би ги научил правилата, меѓутоа не е безцелно постоењето на полагање за возачка дозвола. Така да правилата мора да важат подеднакво за сите, како што сите сме го поминале тој дел со полагање на возачка дозвола, така треба да го поминат и сите оние кои што и понатаму сакаат да управуваат со моторно возило. И тука немало и не треба да има привилегирани. Ниту кај нас, ниту пак некаде на друго место во светот ги има. Дали одземањето на возило е ригорозна мерка? Во зависност од прекршокот не би се сложил дека е ригорозна мерка. Ако некој свесно направи сериозно голем прекршок кој што може да загрози човечки животи, во тој случај за мене лично е оправдано. Затоа што, како што кажав и претходно, човековиот живот нема цена. Мислам дека тоа е доволно. Драгана, како ги коментирате протестите? Барањата ги слушнавме да се вози без возачка дозвола, да нема одземање на возила кои што биле од 10, 15, 50.000 евра, немале пари да плаќаат граѓаните толку високи казни. Гледате, апсолутно небулозно јас ќе го оценам. Слободно можам да кажам апсолутно небулозно, бидејќи ако зборуваме дека треба системот да профункционира, тогаш треба да функционира за сите. Нема повластени, нема луѓе кои што можат да скокнат и да поминат покрај системот неказнато доколку не го почитуваат. Така што ние соодветно одговоривме на тоа доколку не се почитуваат луѓе законите, соодветно казната која што е предвидена во законот ќе следи за сите. Значи без разлика на се она кое што беше реагирано во јавноста, така што ќе ми дозволите да кажам дека одземањето на моторното возило, тоа е предвидено согласно кривичниот закон како ново кривично дело. Јас ќе го изедначам со тоа дека доколку немате лиценца, односно немате возачка дозвола за да управувате со моторно возило кое што може да се движи до 200-240 км на час, ќе го изедначам со користење можеби на оружје кое што може да биде смртоносно, доколку не поседувате соодветна лиценца или соодветна дозвола за да управувате со истото. Така што кога се работи за ова, сакам да дадам еден посебен акцент дека е навистина сериозно и загрижувачки за мене што прво имавме група на граѓани која што пред се управува моторни возила без возачки испити, понатаму за истото да следи соодветна реакција, но видовме во јавноста дека имавме нели јавни извинувања по однос на тоа, така што очекувам дека законот ќе се почитува соодветно. Ние како институции мораме соодветно да одговориме на истото и доколку има такви прекршоци, односно непочитување на законот, да се казни согласно постоечките закони кои што сега се во сила. Така што за мене многу важен момент е тоа што прво не треба да се управува со моторно возило оној кој што нема положено за возачки испит, и втора работа, доколку постои забрана за управување со моторно возило, соодветно да се почитува забраната за управување со моторно возило, бидејќи има причина зашто истата е изречена согласно закон, и истото само да се почитува. Не бараме ништо друго, само да се почитуваат законите. Да, слушнавме од МВР дека дури 40 пати некои граѓани во Македонија имале изречени забрани. Јаневски, колку време ќе ни биде потребно да се привикнеме на ова, зборувам на имплементацијата на системот Safe City, ни сите градови и вклучително високите бројки на казнување? Мислам дека ќе потрае неколку месеци, особено поради фактот што допрва ќе се спроведува, односно ќе се поставува овој систем низ другите градови во Македонија. Меѓутоа, она што го кажавме на самиот почеток, тоа дека имаме многукратно намалување на изречените санкции кон возачите со поставување на овој систем, што е навистина за пофалба. И јас сум сигурен дека во наредниот период ќе имаме и понатаму тренд на намалување, односно веќе ќе станеме привикнати на учествување во сообраќајот, почитувајќи ги правилата и овој систем кој што е поставен. Бојковска, обвинувањата од кои доаѓаат од опозицијата се и дека системот Safe City ќе се
користи за масовно следење на граѓаните. СДСМ не ги поддржа сетот законски измени. Кој е одговорот на ВМРО-ДПМН? Па ајде вака, прво да видиме што овој политички субјект правеше и во минатото. Значи, претходно е исто така поддржуван од страна на Социјалдемократскиот сојуз додека беа на власт и работеа на негово имплементирање. Сега кога треба конечно да се имплементира и го доработивме овој систем, не даваат поддршка, поточно тука мислам особено на законот за прекршоци, каде што со двотретинско мнозинство се гласеше, не дадоа поддршка, тука не дадоа поддршка ни СДСМ ни ДУИ. И апсолутно го гледам овој чин на обично партиско препукување наместо да се застане на страна на државата. Апсолутно се почитуваат сите закони во државата, особено тука мислам на заштита на личните податоци на граѓаните, и мораме да напоменеме дека паѓаат во вода сите овие тези кои што Социјалдемократскиот сојуз ги презентира, тоа дека ќе се врши масовно следење или снимање на граѓаните, бидејќи ние во државата исто така имаме систем за безбедност во кој што имаме камери кои што се на нашите автопатишта или патишта кои што се поставени заради самата безбедност во државата. Така што ова го гледам на начин што дополнително ќе се подобри она функционализирање на заштита на безбедност на нашите граѓани, бидејќи мислам дека не треба свесните возачи и свесните граѓани во државата кои што ги почитуваме законите да страдаат на сметка на несовесните и нечесните граѓани во државата. Ова освен што дава тежина и на учесниците во сообраќај да бидат санкционирани доколку се однесуваат несовесно, мислам дека огромна придобивка ќе има поднос на тоа и да обезбедиме и соодветна безбедност на сите граѓани во нашата држава, доколку исто така имаме одредени незаконски дејанија на територијата. Апсолутно е неточно тврдењето на Социјалдемократскиот сојуз. Оние лица кои што работат во системот и во надзор на самиот систем на безбеден град поседуваат одредени сертификати и институциите и законите важат исто така за нив и апсолутно ќе се почитуваат. Така, одржувањето на вакви системи чини многу. Дали Македонија ќе успее да го одржува и подобрува овој систем со парите со кои располагаме ние како држава? Апсолутно. Пари за овој систем и за безбедноста на граѓаните ќе има во секој момент и ќе работиме на негово подобрување, како што реков, имплементирање на целата територија на Република Македонија. Мене ме радува уште еден факт што гледаме примери во кои што градоначалниците бараат самите да се спроведе системот на безбеден град во нивните општини, дополнително градоначалници кои што кажуваат на тоа дека сами би го финансирале системот безбеден град, само за да се постават камерите и да влезат во функција, бидејќи освен што ќе се намалат човечките жртви по однос на сообраќајни прекршоци и одредени дејанија кои што ќе бидат детектирани како противзаконски на самата територија на општината, исто така ќе бидат детектирани, ќе бидат санкционирани, а се со цел на крајот од да се почитуваат еднакво законите за сите граѓани во нашата држава. Јаневски, пари ќе треба и за подобрување на патната инфраструктура. Знаме дека Македонија дел од патиштата ги подобри, дел уште остануваат со дупки и кратери, можам слободно да кажам, како во градовите, така и автопатите. Навистина ќе треба да се работи во тој дел. Да, за жал, видете, во последниве 35 години многу малку е инвестирано во подобрување или обновување или градење на инфраструктура во Македонија. За жал, тоа што е изградено од претходно, веќе е во состојба каде што треба да се обнови, меѓутоа сигурен сум дека во наредниот период ќе имаме инвестиции од државата и кон инфраструктурата со цел да се зголеми безбедноста на сите оние кои што се движат по тие патишта. Затоа што делот од сообраќајната безбедност не е само почитување на правилата, туку и движење по соодветна, односно добра инфраструктура. Јас сум сигурен дека во Македонија допрва ќе доживееме една инфраструктурна, ајде така се изразам, револуција, која што ќе има за крајна цел сите овие патишта, локални, регионални автопатишта и така натаму, да се изградат на едно подобро или повисоко ниво.
Така, Младен Јаневски и Драгана Бојковска, ви благодарам за гостувањето. Се надаваме и во иднина ќе согледуваме ефекти од системот Безбеден град. Почитувани, тука е крајот на ова издание на За или Против. Следното е утре вечер во истиот термин, веднаш по централното издание на вестите. Довидување.